Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Филистејците повторно војувале против израелците. Постарите браќа на Давид биле на линијата на фронтот. Тој требало да им однесе храна и да ги види како се. Кога дошол до бојното поле, тој видел на другата страна вистински џин, висок речиси 3 метри. Неговото име било Голијат. Тој им се подсмевал на израелците и ги колнел. Сите војници се плашеле од него, дури и царот Саул. Дали тие заборавиле дека Бог е посилен од секого? Еј, вие глупави израелци! Исплашени сте? Ќе ви направам вкусна храна за птиците. Вашиот Бог не може да ви помогне. Јас сум посилен од него. Дали го слушнавте тоа? Тој му се подсмева на Бог. Ке дозволите ли да го прави тоа? Давид бил вознемиран од тие навреди на филистеецот. Една работа било да им се подсмева на израелците, но сосема друга работа било да му се подсмева на Бог. Тој отишол предалеку. Давид веднаш отишол кај царот Саул и му рекол дека тој ќе се бори против џинот Голијат. Давид бил сериозен. Тој ги зел само неговиот овчарски стап и праќата и тргнал кон Голијат. Бог е посилен. Тоа му давало храброст. Многумина од војниците не можеле да им веруваат на своите очи додека го гледале овчарчето. Тие го задржувале с дивот, исчекувајки. Голијат доаѓал се поблизу и поблизу. Дали сум јас куче што доаѓаш против мене со стап? Дали мислиш дека твојот Бог ќе те заштити? Јас сум посилен од него. Ќе те убијам. Ти доаѓаш против мене со меч и копје, но јас доаѓам против тебе во името на самокниот Бог, кого ти го проколнуваш. Тој е посилен од тебе. Јас ќе те поразам и целиот свет ќе види дека Израел му служи на живиот Бог. Давид ја зел својата праќа, замавнал со неа. Каменот од праќата на Давид го погодил џинот право во главата. Тој паднал на земјата мртов. Какво добро му донело на Голијат тоа што го проколнувал Бог? Кој бил најсилен на крајот? Бог е најсилен. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!